Еве сме повторно назад во студио, а наши денешни гости во рано наутро се членови на Советот на младиот Штип, Кирил Јорданов, подпредседател на Совет на млади, и Никола Крстев, член или соработник. Добре ни дојдовте во утринската емисија Рано наутро на Канал Плюс телевизија. Добро ве најдовме. Еве, Кирил, од тебе ќе започнеме. Во саботата одбележавте 2 години од Советот на млади. Како ќе ги објасните тие 2 години? Како ги реализиравте успешно или? Па пред се сакам да ви се заблагодарам за можноста за присуство и сакам да кажам дека тие 2 години работа на Совет на млади се наша работа на Совет на млади, поради тоа што Советот на млади постои претходно, односно е формиран во 2009 година. Но откако ние дојдовме да работиме со Советот на млади, еве минаа 2 години, па така да можам да кажам дека беа успешни 2 години работа Совет на млади. Значи, најпрво имавме амбиција да донесеме млади во Советот на млади, односно млади кои што се заинтересирани да учат, да научат нешто, заедно да научиме нешто, да споделиме нешто, да ги откриеме нивните проблеми, да ги промениме во начинот на размислување, односно за ставот кон образованието, дека образованието не е само формално образование, туку постои неформално образование кој што може да и помогне да ги покријат сите дупки кои што се биле во формалното образование или кои што ги осетиле во формалното образование, така да еве сега после 2 години Совет на млади, можам слободно да кажам, и веќе неколку пати го кажав, дека е успех за еден Совет на млади е да има млади како што се тие. А за колку млади станува збор, односно колку членови број Советот на млади и од која возраст започнуваат? Значи, возрастната граница на Совет на млади е од 16 до 28 години, до завршување на нивната 28 година. Значи, Советот на млади има 9 членови и самите 9 члена си направија правилник, односно го променија правилникот во кој што можеше да има и соработници членови, односно тоа се луѓе кои што можат со пополнување на формулар да си се зачленат во Советот на еден начин, односно да бидат дел од Советот. Пополнувањето на формулар е само чисто формалност со која што ние можеме да ги видиме нивните сфери на интерес, односно нивното образование, кон што се насочени, каде може да ги уклучиме, каде што би можеле подоцна оние активности кои што ги изведуваме да им ги праќаме соодветно на нивните мејл адреси или да ги бараме по телефон за да им кажеме и да им овозможиме присуство на истите, односно да ги информираме подобро за секоја активност која што ние ја организираме, а која што е од сферата на нивниот интерес. А еве, што најмногу сакаат младите, односно кои идеи најмногу сакаат тие да ги реализираат? И кои што се досега реализирани, нели? Пред да зборуваме за идеите, сакам да кажам дека сега моментално Советот на млади брои некаде околу 600 млади од Штип и надвор од Штип, односно зборувам надвор од Штип поради тоа што имаме голем број на студенти кои што се вклучуваат и кои што исто така не удостојуваат со тоа што ни велат дека за штета е што во нивните градови нема совети на млади кои што организираат обуки, работилници, дебати, односно некоја активност со која што тие би можеле да се надоградат себе си и да бидат поуспешни личности во иднина. Така, еве да го прашаме и Никола за неговото искуство, колку време се ти во Советот на млади, од кога започна и во кои активности најмногу ти се вклучуваш? Да, најпрво благодарам за присуството и најпрво сакам да кажам дека сум член на Совет на млади веќе околу 2 години и најголем дел од активностите кои што јас ги земам се дел од некои работилници или од некои општи дискусии кои што редовно ги имаме во Советот на млади. Тоа се дискусии за прашања кои што би ни интересирале нас и средношколците, но воопшто земено и младите. Па тоа би било околу веќе 2 години, како што веќе реков, неколку дискусии и тоа се дискусии што лично и директно би не засегале нешто околу младински политики, нешто околу тоа што би сакале да правиме, што му недостига на градот и кои се тие прашања што најпрво нас би не засегале. А што те највеќе привлече да станеш член во Советот на млади? Во Советот на млади ме привлече целата перспектива која што има Советот на млади на општина Штип. Перспективата од тоа што јас можам нешто за себе да научам, нешто ново, нешто кое што моите професори не би можеле да ме научат, но исто така и нешто што би можел да помогнем на целата заедница и во целата заедница не само на Штип, туку и на младите на ниво на Република Македонија. Така. Еве вас да ве прашаме од досега реализираните активности, кои ќе ги извоите како така покрупни и позначени за општина Штип?
Па више мислам дека ќе биде и кратко времето за да ги набрувам сите активности кои што мислам дека стварно се битни за младите и стварно сме можеле да им помогнеме со нив. Еве можам да издвојам активности од областа на економијата, предприемништво, бизнис идеја, исто така на англиски со американското катче, со директни представници од американската амбасада, начин на изразување во Америка, начин на размислување во Америка, начин на добивање на идеи, на потикнување на младите за добивање на идеи во Америка. Исто така со професори од Универзитетот Гоце Делчев од економскиот факултет имавме обуки за предприемништво, за бизнис, како да се направи еден план подготовка за буџет и слично. Од областа на менталното здравје, благодарение на Славјанскиот универзитет од Свети Николе и со помош на негови професори, на наша покана, имавме 3 работилници во областа на менталното здравје, со кое што младите имаа можност ментално самите да излезат од себе и да се анализираат себе си, да се обсервираат и да знаат што треба да подобрат и каде треба да се подобрат и на кој начин истото да го направат. Исто така едно современо толкување на сонови помеѓу тоа што зборовите, делата кои што ги сонуваат, преточени во зборови и од страна на професор преанализирани, начин на доближување едни до други, најпред се тимско работење. Имаме проекти со кои што ги развиваме нивните тимски способности, тимски вештини, начинот на соработка, важноста на соработката во еден тим. А колку тимови постоje? Па вака, значи тоа ни е цел проект, значи за ваквиот проект се одвива во етапи. Првата етапа, односно првите 5 тим лидери беа више поминаа, односно нивните проекти завршеа. Тоа беа 5 лица кои што можеа да си се пријават како тим лидери. Тие си одбираа по 5 луѓе или повеќе од 5 луѓе соработници кои што ни ги кажуваа по име и презиме за да можеме да им водиме евиденција. Секој од соработниците, односно од тимот, си добиваше своји активности кои што во тимот требаше да си ги реализира и со тоа самото тие следеа временската рамка и важноста на секој играч од тимот да ја заврши активноста која што е започнал во одредената рамка, за да може целиот тим на крајот да биде успешен. Па така првите 5 тим лидери си организираа посебно сите настани и обуки и тие самите ги изведоа, секако со наша логистичка поддршка, со наша поддршка за материјали, со наша поддршка за сала, еве на пример, доколку треба да се побара некој професор да се замоли, нели пак како совет на млади, како тело на општина, имаме поголема соработка со институциите, исто така да се заблагодарам на сите институции за нивната поддршка, како за Универзитетот Гоце Делчев, на Славјанскиот универзитет, Американското катче, невладините организации, Цивитас, Црвениот крст и сите други останати институции кои што се залагаат и ни помагаат во реализација на нашите проекти, исто така одредени личности кои што се реномирани во своите области, ги повикуваме и исто така ни помагаат да можеме да ги обучиме нашите млади и тоа што тие го знаат и го научиле да им го пренесат на нив. Така. Еве, пред вашето гостување во нашата емисија имавме еден прилог за тоа дека по ваша иницијатива беа наградени 3 ученици. Ништо за ова? Па да, еве сега за ова прво ќе зборувам јас и така ќе му дадам збор и на Никола. Значи ние одлучивме дека е потребно да се стимулираат младите, односно да им се овозможи на младите да бидат учесници и да бидат наградени за тоа што тие го сработиле во текот на изминатите години, односно со тоа да им покажеме на другите млади дека е потребно да се трудат и дека нивниот труд еден ден секако ќе излезе на виделина и дека некој ќе знае да го препознае нивниот труд, па така одеднаш кога распишавме оглас за награди кои што ги доделивме, односно тоа беа парични еднократни награди, се појави слаб интерес за жал во средното училиште Колен Ехтенин, односно оваа година наградите беа наменети за училиштето Колен Ехтенин. Наредната година планираме за 3 ученици, така? За 3 ученици. Наредната година планираме да бидат наградите наменети за гимназијата. Таму се надевам дека ќе има поголем интерес. Но сепак учениците, 5 ученика се пријавија за наградите, односно се пријавуваат по оглас кој што трае 7 дена објавен, и исто така потоа се има начин на бодување кој што самиот совет на млади си го донесе според успехот, според неформалното образование, односно кај што се присуствувале на надвор од државата, семинари, работилници, курсеви и слично и во државата, така да се одбраа најдобрите 3 студенти од Колен Ехтенин.
И истите дечки зборувавме нели со нив, секако веќе сме во блиски односи со нив, односно во советот и се заинтересирани за да изведуваат некои работи, односно да се вклучат активно, да бидат креатори на дел од иднината на младите во општина Штип и сум позитивно изненаден затоа што дечките покажаа голема зрелост и голем интерес да се вклучат во креирање на младинската политика во општина Штип. Еве, Никола, ти да ни кажеш за некој проект во кој што имаш учествувано и кој што завршил нели со некаков позитивен ефект? Па, вака, јас имам учествувано во повеќе проекти во рамки на Советот на млади. Нема некој што посебно би можел најмногу да го издвојам како најдобар или најуспешен, но сепак ќе издвојам два кои што ми оставија најголем впечаток на мене. Првиот е дел од проектот И јас сум лидер, тоа е дел од Изрази се ортоепски, кој што беше наменет да им помага на младите, не само на средношколци и на студенти, туку и на секој кој што ќе се пријавеше, да се изразува подобро, да може да застане пред поголем број на луѓе слободно и смирено да си го искаже своето мислење. А вториот проект кој што за среќа ме одбраа во Советот на млади, тоа е проект кој што се одвиваше во општина Струга и кој што беше еден вид семинар за тоа што им недостига на младите, но не само на локално, туку воопшто на ниво на цела Република Македонија. Тоа е семинарот дел од политиката на Агенција за млади и спорт и која што сакаше воопшто да ги земе во предвид прашањето што би ги интересирале и студентите, но и средношколците, и јас како средношколец за среќа бев избран и можев да го представувам и општина Штип, но и општо средношколскиот сектор во Република Македонија. Браво и честитки за тебе. Благодарам. Што ќе им порачаш еве на твоите генерации, зошто треба да се вклучуваат во вакви активности, да бидат членови на Советот на млади и како ти наоѓаш време покрај училишните обврски да успешно да се вклучиш и во активностите на Советот на млади? Па, најпрво последното, да бидам реален, училиштето и не одзема премногу време кое што целосно би не окупирало, ниту пак социјалниот живот, ниту пак што друго. Советот на млади, реално зборувано, ни одзема од прилика 3 до 4 часа зборувам во седмица, така што јас имам доста време да се вклучам во Советот на млади, затоа што тоа се одговорности, обврски, но сепак не одземаат премногу труд и премногу време, туку само треба да се сака тоа. А зошто да се сака? Па можеме да гледаме, како што веќе реков, низ повеќе перспективи. На лично ниво, затоа што јас се подобрувам, јас учам, запознавам многу луѓе и мислам дека секој кој што би се вклучил во Советот на млади би ги имал овие придобивки, но исто така подобрува на целата заедница. Затоа што ние сме тие што би ја креирале Македонија, ние сме тие кои што би ја креирале нашата иднина и нашата сегашност. И ако не се потрудиме ние, кој би се потруди? Така. Еве нешто друго, ако сакаш да надополниш, јас не сум те прашала, важно да слушнат нашите гледачи? Па, општо би препорачал на секој средношколец и на секој млад човек во Македонија. Не мора преку Советот на млади, не мора преку било што друго, не мора преку било која институција. Едноставно, ако има проблем, да земе да си го решава, да земе да се приклучи, затоа што кога постои желба и кога постои волја, постои начин. И мислам дека тоа е на некој начин индиректно мотото на Совет на млади и индиректно работата која што ние правиме овде веќе 2 години. Така. Јас овде велам да направиме една кратка пауза со прилогот од саботата како вие прославивте 2 години и од вашата свечена седница. Почитувани гледачи, да го погледнеме прилогот, а потоа ќе продолжиме со разговорот со нашите гости, односно ќе продолжиме разговор со уште еден член од Советот на млади. Две години успешна работа, 2 години дружба и многобројни реализирани активности во повеќе области. Денес Совет на млади при општина Штип на свечена седница прослави 2 години постоење. На денешната седница ќе презентираме еден проект кој што ќе започне наредната година. Таа е со цел да ги разбуди лидерските способности кај младите и проектот се нарекува Секој лидер е артист и токму учесниците на тој проект ќе имаат можност да се напреверуваат во тимови меѓу себе и победничкиот тим ќе има можност да учествува на меѓународен форум.
Со ова седница сакаме да закружиме работата на Советот на млади за 2015 година, да им се заблагодариме на сите млади кои што беа досека дел од Советот на млади, бидејќи без нив и без нивното учество Советот на млади немаше да биде таков како што е. И еве многу пати потенцирам дека Советот на млади на општина Штип представува пример за останатите совети во Република Македонија и ги мотивира и ги охрабрува во нивната работа и се надеваме дека со таа мисија ќе продолжиме и во 2016 година. Според членовите на Советот, Советот на млади представува еден заеднички глас на младите и медијатор кој ги пренесува нивните барања и идеи, токму до оние кои можат да ги решат нивните проблеми. Советот на млади представува советодавно тело на општина Штип, воедно ќе се изразам и како катче каде што младите може да ги изразуваат своите идеи и секако да формираат младински политики. За моето долгогодишно, односно 2-годишно искуство во Советот на млади можам да кажам дека не постои идеја која што не може да биде реализирана и таква која што е невозможна за Советот на млади. Работиме во име на младите на општина Штип, секако остваруваме идеи и едноставно сме тука за сите оние кои што сакаат да се приклучат и секако да ги креираат своите младински политики токму преку Советот на млади, односно да ги остваруваат своите идеи. Советот на млади примерно представува тело кој што ги подига свеста на младите за одредени проблеми, кој што ги интегрира нивните проблеми во работењето на Советот на млади и воедно тоа работи на решавање на истите проблеми. Тој исто така работи како мотиватор, да ги потикне младите и да им каже дека вашите проблеми не се единствено ваши, туку дека се на целата заедница и дека вие имате некој што може да ви помогне за вие да ги решите истите. На оваа свечена седница по повод 2 години од формирањето на Советот на млади се зборуваше за досега реализираните, но и идни активности, на кои акцент ќе биде ставен повторно на едукативни и квалитативни содржини. Така, еве сме повторно назад во студио, а сега ни се приклучи и Христијан Тасевски, исто така член и соработник на Советот на млади. Христијан, добре ни дојде. Добро ве најде. Еве, колку време ти членуваш во Советот на млади? Па, исто како и Никола, и јас членувам некаде нешто помалку од 2 години во Советот на млади и сум прилично задоволен од работата и активностите што истиот ги организира. Така, еве, во старт, што те привлече да членуваш во Советот на млади во Штип? Па, најмногу ме привлече како простор каде што можам да ги искажам своите мислења, каде што сушност се одвиваат повеќе активности кои што се интересни за младите воопшто и каде што можеме да научиме многу повеќе работи на неформален начин од многу навистина добри предавачи и со тоа се стекнеме со самите сознања и вештини. Така. Кои проекти ќе ги издвоиш ти како едни од позначајните во кои што ти се учествувал? Па, има повеќе проекти и не знам како дали да не ги можеш да одвоиш така? Да, не можам некој посебно да одвојам, но еве проектот од како дел од активностите од Јас сум лидер, изради се од епски во кој што заедно со Никола учествувавме. Сметам дека беше многу позитивен, како и сите останати што влијаеле позитивно врз мене, верувам врз другите. И начинот на кој што истите се одвиваат се исто така прилично едукативни и можам да кажам дека на истиот се стекнавме со повеќе вештини со што ги подобрувавме нашите говорнички способности, начинот на кој што може да се изразуваш во јавност и слично. Така, еве едно прашање за подпредседателот. Советот има и хуманитарен карактер. Така, организирате голем број хуманитарни настани? Да, организираме голем број хуманитарни настани. Па вака, например, најчесто хуманитарните акции кои што ги организираме би сакаме да ги вклучиме овде Цивитас, односно невладината организација и Црвениот крст, поради тоа што тоа е нивна примерна дејност, односно тоа е дејност со кој што тие се занимаваат, така да Советот на млади нема за цел да ги одвои сите, нели, сите правни лица кои што се на локално ниво од самата нивна примерна дејност, па затоа имаме одлична соработка и заедно сме организирале повеќе хуманитарни акции со кои што сме помогнале на повеќе луѓе, не би сакал сега да ги кажам луѓето по име и презиме, поради тоа што најчесто тоа остануваат тајни податоци поради нивната состојба, нели? Исто така, еве последно дадовме пакетчиња на дневниот центар во Ново село. Исто така
се придруживме на акцијата за собирање на хуманитарни средства, средства за хигиена, пијалоци и храна кога беа поплавите во Србија и Босна и Херцеговина. Исто така, најчесто помагаме на децата кои што се од позгрижувачки, односно кои што не се згрижени, кои што имаат самохрани мајки, еден родител, кои што нивните родители не се вработени, односно правиме хуманитарна акција со кој што собираме училишен материјал, потоа истиот го делиме и го даваме на децата, децата ги одбираме по список кој што ни е даден од Центарот за социјални работи во Штип, односно тие си водат евиденција. Случаеви луѓето сами вас да ве бараат за некаква помош која што им е секако нели потребна? Па да, јас например не очекував, но после првиот пат кога луѓето разбраа дека се занимаваме со хуманитарни активности, тие сами више ми звонат по телефон и кога имаат некаква потреба, ме прашуваат дали има можност ние да се заангажираме некако за да го решиме нивниот проблем кој што е од хуманитарен карактер секако. Исто така, сега пред да ме прашаш нешто друго, ја би сакал да одвоам и дел за еден проект кој што исто така е доста важен за Советот на млади, кој што во 2016 година планираме да го развиеме повеќе. А тоа е проектот Амбасадори на здравјето. Веќе имаме 3 амбасадорки на здравјето кои што навистина фрапантно знаеа да ги изразат своите мислења и да ги заинтересираат децата од основните училишта, од 8 и 9 оделение. Тоа всушност се студенти на медицина кои што направија презентации, односно на еден креативен начин ги подготвија своите презентации и ги одржуваат своите работилници со интеракции, каде што децата активно се вклучуваат во разговорот и активно се на еден начин креатори на својата иднина за тоа како би било подобро во иднина. Амбасадорите на здравјето заземаат простор од повеќе теми, односно разговараат на повеќе теми и тоа на темите за активизмот, односно за колку е добро да си активен, за спортот, за нездравата храна, за пороците, пушењето и дрогата и за сексуално преносливите болести како еден вид ризик кој што им предстои на децата од основните училишта, поради тоа што нели во секој случај идеме животот напред, тие стануваат повозрасни млади, па така да бидат превенирани и да знаат на време како да реагираат на несакани нешта. Така. Еве Никола да го прашаме дали можеби тој ќе ни открие некои други активности кои што планирате да ги реализирате идната година? Па други активности кои што се предвидени, мислам дека има повеќе и планираме да се приклучиме кон повеќето нели доколкото го возможи нашето време. Но секогаш сметам дека имаме време за вклучување во неформално образование и тоа би сакал да го препорачам овака јавно во сите средношколци дека не е оправдување временскиот тајминг и училиштето и таквите активности, туку секогаш доколку се има жела, секогаш може да се најде време и во однос на активностите мислам дека Кире би можел нешто повеќе околу тоа. Да, ние најчесто зборувавме дека не сакам да ги открием активностите, но еве сега за кратко можам да кажам дека ќе се посветиме исто така на англискиот јазик кој што ни е доста битен, поради тоа што младите мора да знаат дека колку јазика знаеш, толку народи познаваш, односно толку поголем круг на луѓе можеш да мотивираш и можеш да го толку поголем круг можеш да го пренесеш своето мислење, своето знаење и својата мотивација, начин на размислување. Исто така планираме да продолжиме хуманитарноста во Советот на млади, односно со хуманитарни акции да ги продолжиме активностите и да ги покриеме луѓето на кои што најмногу им е потребно. Планираме исто така да работиме активно, еве сега моментално имаме предизвик да формираме извиднички одред во Штип, на кој што ќе бидат членови исто така Никола и Христијан. Планираме исто така менталното здравје кое што е доста битно, предприемништвото кое што е доста битно, исто така здравјето кое што е доста битно, со амбасадорите на здравјето да го продолжиме проектот. Проектот Јас сум лидер кој што стварно на децата им овозможи да знаат какво е значењето од тимската работа и што е да се биде лидер, односно да се координираат млади со кои што се работуваш, но во текот на времето и на организацијата да знаат да постават временски рамки, па некогаш да бидат и строги за да може целиот нивен проект да излезе на крај и да има на крајот некој резултат.
Еве, например, дали имате размислувано да се представите на меѓународно ниво? Дали има некоја соработка со други земји? Да, сакам да го оставам за крај, но ние веќе сме представени на меѓународно ниво, имавме шанси, односно младите од Советот на млади имаа шанси да присуствуваат на неколку семинари, благодарение на Агенција на млади и на нашите проекти кои што ги пишуваме за Агенцијата за образовен систем, односно за Националната агенција на Република Македонија. Значи имаме присуствувано во Германија, односно 5 члена имаат 4 члена на Советот имаат присуствувано во Германија, имаме присуствувано на семинар во Бугарија, имаме присуствувано 20 представници на семинар во Кипар, во Црна Гора имаме присуствувано и еве сега наредната година планираме почесто да пишуваме проекти со кои што ќе може да бидеме изберени и дел од нашите соработници да ги пратиме, да ги мотивираме дополнително за да ги пратиме да присуствуваат некаде во другите држави. Можам да откриам дека имавме веќе една средба, односно панел дискусија со Совет на млади од Кали, Колумбија, која што е доста далека земја. Се сретнавме со ист број како нас, односно околу 10 на 15 млади. Како вас ве прифаќаат таму? Како македонците не прифаќаат по другите земји? Па најчесто во Кали, Колумбија беше нешто ново за нив Република Македонија, но во секој случај беа многу позитивни и расположени за соработка. Ги делиме сличниот менталитет и сличните проблеми, не вклучувањето тотално на младите во креирање на младинската политика, па затоа се заинтересирани во иднина да соработуваме заедно, поради тоа што и нивен не е матичен јазик англискиот и наш не е да зборуваме на англиски јазик, нашите работилници, нашите средби да бидат на англиски јазик, за да може и двете групи да го подобрат англискиот јазик. И на крај финална цел ни е да искористиме клучна акција 2 од Erasmus Plus програмата за да пробаме да отидеме до Колумбија и истите деца со кои што сработуваме да дојдат тука за да можат да го осетат начинот на живот, традицијата, луѓето, менталитетот и слично и како и ние тамука. За Кристијан сакам да исто така зборувавме да не кажеме, но еве сега тој е вклучен во дебата, односно се занимава со дебата, па така наредната година планираме да го вклучиме во дебата, односно да направат неколку интересни теми на кои што на неколку наврати ќе ги соберат младите од општина Штип за да дебатираат на определена тема, а со тоа не е клучна цел да се начне некоја тема или слично, него клучна цел е младите да се активираат и што подобро да се научат да се изразуваат за во иднина тоа да им служи повеќе, па тој би можел да каже нешто повеќе за дебатата. Ајде, да слушаме, Кристијан, за каква дебата станува збор? Па, прилично станува збор за ние, бидејќи се вклучуваме и во еден друг клуб, дебатираме со останатите на ВС формат, но кога станува збор за јавна дебата, бидејќи заедно со Никој уште неколку останати имаме организирано и преку гимназијата јавни дебати на кои што најчесто нашата цел е да ги поттикнеме младите да размислуваат, да го изнесат својот став, но пред се да имат едно критичко размислување, односно обестрано фаќање на темата, не да имаат само едно пристрасно гледиште, туку да умеат да ги искористат своите мисли на двете страни, туку и на тој начин тие да станат малце посвесни, покритички во однос на своите размислувања и сваќања. Така. Еве, имате ли до пред нова година уште неколку активности кои што не сте ги завршиле или сепак ставивте крај и ќе продолжите здравје од јануари? Па, ние мислевме дека ова ќе биде крај, но сепак имаме координација внатрешно со нашите тимови, односно со нашите млади кои што стварно се ентузијасти и заинтересирани за соработка, односно за првите проекти кои што ни престојат за 2016 година, така да мора да се координираме, мора да ги најдеме правилните места каде што треба, институции каде што треба да се обратиме, мора да ги обезбедиме материјалите, мора да ја размислиме темата, мора да ја извадиме на површина, да ја разглобиме, да ја разработиме, да ја направиме интересна за младите, поради тоа што тоа ни беше и единствениот прв проблем на кој што наидовме, односно заинтересираноста на младите, така да сите овие активности кои што ги правиме, кои што некои
пример би можело да ги критикуваат и најчесто не критикуваат одредени луѓе кои што ги правиме овие активности, но овие активности кои што се потикнати од младите, активности кои што нив ги интересираат и ние сакаме да бидеме за време на нашето функционираме, сакаме да бидеме тело кое што ќе ги опфати сите млади и кое што ќе ги разработува нивните теми на интерес, односно нивните сфери на интерес, а не ние да им имплементираме наши сфери на интерес, односно сакаме да ги уклучиме поради тоа што ако ние имплементираме нешто за кое што тие не се заинтересирани, тие самите нема да се вклучат, како што е и проблем најчесто. Еве, например, има ли се уште место за нови членови во Советот на млади? Секако дека има место за нови членови на Советот на млади, значи јас ги поканувам сите кои што се заинтересирани, кои што имаат идеја и кои што мислат дека и кои што до сега мислеле дека не е можно да се имплементира, да се обратат до нас, до било кој од соработниците на Совет на млади, од членовите на Совет на млади, дека ќе допрат до нас, ќе допрат до нив, тие исто така веќе го знаат начинот на кој што можат нивната идеја да ја преточат во реалност и јас едно можам да им кажам на сите дека нема нешто кое што не може да се оствари, само заедно треба да го најдеме патот за истото да го оствариме. Така, ја ви кажавте дека имате солидна бројка на членови во Советот на млади и верувам дека сите тие членови имаат различни идеи, а еве кој ги бира идеите за на крај да се реализираат? Па идеите не се бираат, всушност ние ги реализираме сите идеи кои што се дошле од страна на членовите на Совет на млади и кои што тие се истрајни до крај да ги реализираат. Односно идеите ние освен идејата го бараме и реализаторот на идејата. Така да, доколку оној кој што ја дава идејата и реализатори, кој што ако е истраен, ако идејата е била доволно добра и ако е истраен со наша целосна помош, да ја оствари таа идеја, значи до сега сме имале од искуство, можам да кажам дека сите идеи биле реализирани и можеме да се пофалиме со тоа дека уживаме во довербата на младите сега после 2 години и јас имав критички став спрема невладините организации кои што се на централно ниво затоа што ги запоставија младите од општина Штип и најчесто се концентрираат на централно ниво во Скопје. Јас јавно им се обратив, имав критички став и сакав да кажам дека да го осетат малку гласот на младите во општина Штип и сите оние активности кои што се ги реализирале до сега се активности кои што се имплементирани од нивна страна без консултација и без повратен знак од младите, односно без да го слушнат гласот на младите и што тие сакаат и затоа нивните најчесто активности се малку посетени. Но во секој случај треба да се гледа гласот на младите, треба самите да дојдат тука на терен да поразговараат со младите за да можат тие да ја оформат активноста на начинот на кој што на младите им одговара и младите на начинот на кој што младите се заинтересирани за истото. Јас се извинувам што овде морам да ве прекинам, толку ни дозволува времето. Еве за крај уште еден апел до сите млади како ќе ја закружите ова 2015 и што ќе им порачате на гледачите. Уште еднаш да ви се заблагодарам и за вокалото време кое што ни го овозможивте да се представиме пред младите. Значи јас сакам да и порачам на младите дека треба да бидат истрајни, треба да веруваат во своите идеи, треба да се сакаат самите себе си, да се надоградуваат, да бидат вклучени затоа што после 2 години можам да кажам дека и ние се надоградовме од младите, а и дека младите се надоградени, па и со самите себе више знаат што сакат да прават и што сакат да се насмерат, така да не седат дома, да се вклучат затоа што ова е Македонија. Пред се ние се представуваме самите себе, потоа го представуваме Штип, ја представуваме Македонија. Така да младите мора да знаат да си ги искажат своите ставови за да може да ја направат Македонија таква како што сака таква во каква што сакат да живеат. Еве и Христијан за крај како што го прашав и Никола, што ќе им порачаш ти на твоите генерации за воиднина? Јас би сакал да кажам да не бидат толку лежерни, да не бидат во комфортна зона, да се вклучуваат повеќе во градењето на младински политики, во изразувањето на своите ставови, конкретно се вклучат во невладини или пак конкретно во Советот на млади, каде што тоа е всушност простор каде што тие можат да го изразат своето мислење, и да имаат надоградување како интелектуално, така и умствено и може да се стекнат со многу знаење и искуство кои што понатаму верувам дека ќе користат во текот на целиот свој живот. И ќе имаме само позитивни придобивки и сметам дека негативната страна е тоа што
тоа што не би се вклучиле, доколку не се вклучиле само на тој начин ќе имаме загуби од. Така. И јас ви благодарам многу што ни бевте денеска гости во Рано наутро. Ви посакувам пред се многу здравје, среќа, многу реализирани активности во 2016 проекти и така натаму. Благодарам и ние ви посакуваме успех. Така, почитувани гледачи, овде завршуваме со разговорот со нашите гости. Ќе направиме една кратка пауза со музика, а потоа ќе продолжиме со другите предвидени содржини се до 9 часот и 30 минути.